Здрав! Ве молам денес да останете со нас цела емисија. Денес темата е за здравјето, за машкото здравје. Со мене секојаш Тина. Тина, денеска во топ тема, што ќе гледаме и кој е домаќин? Драг мој Тео, вечерва, драги наши, не заборавајте да пропуштите. Топ тема, главна вест во топ тема е, се разбира, вечерва ќе биде и со Наташа Стојановска, ќе се зборува за буџетот. Така да, додека се уште се справуваме со ковид пандемијата и енергетската криза, земјата е дополнително исправена и пред политичка криза. Како ќе преживее стопанството? Скроен е и буџетот за следната година. Тежок е 4,4 милиарди евра. Дали ќе донесе развој или социјален мир? Вечерва во топ тема гостува Бранко Азевски, председател на Стопанската комора на Македонија. Гледајте топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. А нашата денешна тема е ноември е месец на машкото здравје. Како да ги охрабриме мажите да одат на преглед? Започнуваме со едно видео, но Тина, прво ти. Нема да одиме со видео, прво ќе забележиш дека имам промена. Така да ние и Тео се приклучуваме кон ноември, месецот на машкото здравје. Имаме уште една многу важна актуелна подтема. Прашањето е дали мажите се коркачи или страшливци, особено кога станува збор за одење на преглед. Така, а сега со видеото започнуваме со нашето видео што го добив пред малку. Станува збор за како мажите да направат само преглед. Дека е сериозна работа, ако може да го видиме заедно. Еве, видеото ќе го коментираме така што Како секој може да биде таргетиран, односно на секој може да го има проблемот кога станува збор за канцер на тестисите. Она што е интересно е дека канцерот на тестисите е еден од најчестите канцери, тоа помеѓу, верували или не, младата популација на возраст од 15 до 40 Токму така, години. околу 8.000 млади мажи секоја година, еве во Америка си кажеме дека имаат рак. Така, диагностицирањето е клучна работа. 95% е излечива оваа болест, односно нема фатални последици, доколку навремено се открие. Но Тука гледаме грудките како може да се видат, како да се пронедат и секако одмah идеме на преглед. така, оно што е најважно е само прегледувањето во домашни услови. Колку навремено сами диагностицираме, процедурата е следна, секако по туширањето и времето на топлиот туш задолжително треба да ги прегледате, односно со кружни движења да се направи прегледот на тестисите. И сега секој машко не треба да се чувствува застрамен дојде на доктор да се прегледа, сепак се збори за машкото здравје, да не бидеме мачо мен во оваа ситуација, одете прегледате се. Ама ми се допадна мачо мен. Кога станува збор за здравјето, секако мачоизмот не се мери по тоа дали некој му е страв или не му е страв да оди на преглед. Луѓето кои што се грижат за своето здравје испраќаат пред се порака дека се самосвесни и дека пред се добри мажи и луѓе. А во продолжение секако ќе потсетиме по ова видео дека ќе имаме и активност на социјалните мрежи. Ние веќе како екипа на Црвена линија постиравме една интересна фотографија и нека ви биде на сите стимул во месец на ноември да ни ги испраќате вашите фотографии со вашите прекрасни мустаки, бркчиња. Се разбира оној кој што ќе испрати најоригиналната, најлајкуваната фотографија со символот на месецот на мажите Movember, а тоа се мустаките, ќе биде награден. Остатокот го знаете. 02-307-6677, најважниот број во ова време да се јавите во Црвена линија и да го кажете вашиот став на темата машко здравје и како да се превенира канцерот на тестисите и простатата. Токму така, не се срамете, осете го бркот, нека расте, па на крај ќе оценуваме, ја ќе влезам во таа игра, па и мојот брк, видете, значи вреди да биде во таа игра. Но пред тоа морам да поменам, гости денес во Црвена линија се доктор Горан Јовик, хирург, уролог. Го вклучуваме за една минута, а веднаш по рекламите во 17 часот и 5 минути ќе го вклучиме Игор Стефановски, организатор на Gentlemen's Crew или по наше джентлменска дружина.
Сега, во меѓувреме, секако очекуваме да се јавите. Тоа е најважната работа во Црвена линија. Одлучивме да имаме една многу важна тема, затоа што јавното здравје, пред се здравјето како на мажите, така и на жените, е нешто што е од најголема важност кога станува збор за едно општество. Интересно е дека Мувенбер како правец започнал уште во далечната 1999 година. Тројца другари, еве како Тео, Јас и моите двајца другари. одлучиле својата поддршка да ја дадат така што како символ и знак започнале во месец ноември да ги пуштаат своите мустаки. Затоа не се изненадувате ако видите шармантни и убави мажи низ градот како шетаат со мустаки. А веќе го имаме и првиот гледач во Црвена Ајде. линија. Добро вечер. Здраво, здраво. Ало, добро вечер, Тина и Тео. Здраво, Добро здраво. вечер. Одавно не сме се слушнале, како сте вие двајца? Одлично. Одлично, како сте вие? Епа и јас со вас одлично. Денеска немате политика, фала Богу. Значи да ви кажам, да, убави теми, него да ве пофалам, да ви кажам најискрено, оваа тема требаше да се стави веќе, затоа што ние зборуваме све за нас жените, нели како само преглед на дојките, што да правиме. Ова ми се чини јас како прв пат да го слушам во медиуми и многу е за пофалба, затоа што мажите може се срамат, најискрено да ви кажам, и да се срамат и да прозборат, нели? Так би се поркачи, а и срамежливи, не знам како да ги дефинирам, мажите се многу чудни, ние жените сме многу поедноставни, нели? Така е, Тео? Чудни Или сме, да, грешам? специфични луѓе сме, не викам не. Да, така да, знаете што, се уште тоа кај нас како табу тема да е Тина, не знам, јас идваш се најдов на интернет, имав некој проблем, тој интернетот прегледуваше, да речеме, прегледуваше органите, нели, внатрешни, и се најде едно момче, така, јас сум возрастна жена, тој нака 60, тој имаше нака 40 години, и му се јави некоја пријателка на телефон, вика, што правиш, еве срцето го прегледувам. Кога гледам, он бил за простата, замисли му било срам да и каже на пријателката дека дошол да си ја провери простатата. Зошто да му е срам? И баш се прашував и после прашав докторката, вие докторка прегледувате срце? Не, вика, не, какво срце, вика, човекот си беше за простата. Значи, сакам да кажам, уште е табу тема, уште е страшно, еве колку убаво прозборевте сега, може луѓето ќе се свестат, ќе видат, зошто да не си направат само преглед. Значи, сакав, денеска специјално се јавив да ве пофалам за темава на кој му текна да ја каже, да ја стави на дневен ред. Значи, секоја чест за темава, на вистина. Треба да се грижиме за мажите, нели како за нас жените. Поздрав уште еднаш и убав ден, убава недела. Поздрав ден, останете со нас и секако ни е драго што бевте дел од Црвена линија. Очекуваме се разбира и следно јавување, зборуваме за важна тема и сметаме дека воопшто кога се зборува за здравјето, а здравјето е најголем приоритет. Оно што загрижува е последната деценија, особено последнава година, е абнормно зголемен бројот на пациенти кои што страдаат од канцер на простата и тестиси. Тоа покажува дека најверојатно се она што следи во текот на годините наназад, тоа се климатските можеби услови, зголемениот стрес, начинот на живот, можеби и генетиката, што и да се случува, бројките се фрапантни и големи. Особено на што загрижува, како што рековме, популацијата од 15 до 45 години е на удар, а секако тоа е можеби и резултат на голема грижа и ненавремено откривање на канцер. А сега преминеме со нашиот гостин. Драго ни е дека имаме гостин кој што е апсолутен специјалист кога станува збор за темата. Се разбира ке зборуваме со кога го добивме докторот, да? Се слушам? Дали се слушаме? Го гледаме на Zoom. Добро, стартуваме со доктор со Игор. Игор го добивме. Игор. Така, бидејќи докторот ни јавија дека е со пациент, Игор Стефановски, ќе направиме еден свич, ќе го наречам реверс. Ќе изротираме се. Да, и ќе стартуваме со нешто, не случајно ве поканивме, бидејќи вие
како дружина на джентълмени, веќе неколку години наназад, не само што раскошно го разубавувате Скопје со вашиот ивент, а тоа е джентълменското возење низ градот Скопје, кое што е препознатливо не само по джентълменскиот аутфит, туку и по возењето на интересни веспи, мотори и така натаму, а имаше уште еден настан кон крајот на месец октомври, 27 чинам, кога тоа го направивте и со олдтаймери. Пораката е иста како и темата во оваа емисија, да го сочуваме машкото здравје. Како сте? Хвала на прашање, добро, благодарност до Телма телевизија за поканата. Секогаш сме достапни да зборуваме на оваа интересна тема. Кога се слушнавме веднаш заедно дојдовме до заклучок, а еве и од гледачката која што се вклучи во црвена линија, дека на балканските простори мажите неверојатно се чувствуваат непријатно и не се одлучуваат да одат на преглед, дури и го игнорираат проблемот доколку го детектираат. Едноставно срамот е преголем. Зошто е тоа така? Пака сега по нашите сознанија и не се тоа проценки, него и некои статистички податоци, мажите генерално имаат проблем кога се работи за своето здравје, без разлика дали е тоа ракот на простата или некој друг проблем, и нерадо разговараат на таа тема, што е најлошото, и втора работа е тоа што тие секогаш ги избегнуваат не само разговорите, него и оние превентивни прегледи кои што се многу важни за раната диагностика и откривање на оваа болест, од која што секоја година се повеќе и повеќе мажи заболуваат и за жал ја губат и таа битка при ненавременото откривање. Токму темата која што ние ја разработуваме и која што практично за која што сакаме да зборуваме е ракот на простата и настаните кои што ние ги организираме, еве кои што одат и во позадина во прилог, се практично на таа тема, односно сакаме да ја подигнеме свеста кај машката популација околу ракот на простата. Сакаме да поттикнеме навремени прегледи, рано диагностицирање, рано детектирање на ракот на простата и со самото тоа да допринесеме да се едноставно, како што сакаме да кажеме ние, секој ден спасен живот ја оправдува целта на организација на овие настани. Ние веќе 6-та година поред го организираме овој настан во Скопје со мотоцикли, а од годинава премиерно на светско ниво, не само во Македонија, односно во Скопје, на светско ниво го сработивме ист настан, тематскиот настан The Extreme Gentleman's Drive, тоа е настан со олдтаймер автомобили. Одмаго мењам. Кажете ми, еве... Дали се слушаме? Да, интересно дека и жени зема учество, особено во периодот кога започна еве оваа организација. Јас не знам дали се слушаме, меѓутоа настанот кој што оди во позадина на Телопот е настанот кој што е премиерно направен годинава во Скопје и на светско. Тоа е истата тема, тоа е машкото здравје, односно борбата против ракот на простата. Интересно дека од овие настани може да се заклучи дека повторно жените може би се поголеми дами од мажите и многу похрабри, бидејќи и тие завземаат учество во ваквиот настан, особено оние први настани каде што возењето беше исклучиво на мотори. Дури се покажаа како поголеми джентълмени. Дали учесниците на овие настани треба нешто да полагаат, дали треба да се приклучат кон вашиот клуб? Всушност, вие имате и франчизата, ова не се случува само во Македонија, туку генерално на повеќе локации низ светот. Па еве, за да се заземе учество, дали морам да знам да возам мотор, да имам олдтаймер, или доволно е да дојдам и како публика? Вака, значи да, ова е светски настан кој што се одржува, мотоциклистичкиот настан се одржува веќе 11-та година
на светско ниво повеќе од 110 држави, 600 и повеќе градови на светско ниво. Рековме Скопје веќе 6-ти пат поред е домаќин и зема учество во овој глобален настан. А додека Gentleman's Drive-от кој што е настан со олтаймер автомобили, тој се одржуваше годинава за прв пат премиерно во цел свет и нели го донесовме и на скопските улици како премиерно издание во Скопје. Значи, овие се два тематски настани кои што покрај каузата, нели, зборуваме за машкото здравје и ракот на простата, имаат и специфичен изглед, односно се внимава многу на дрес-кодот на самите учесници и што е уште поважно, се внимава на типот на мотоцикли и нели особено автомобили во олтаймерскиот настан, односно Gentleman's Drive-от. Значи има посебни правила кои што возилата треба да ги исполнуваат за да се земе учество во настанот. Инаку поканети се дамите нели срдечно во нашиот настан и тоа се докажа бидејќи уште од самиот почеток па до последниот настан секогаш имаме одреден број на дами кои што даваат поддршка на настанот, што ни е многу драго нормално. И плюс тоа, нели, со самото учество и го дават на специфична нота на самиот настан, не се само мажите и моторите или автомобилите во прв план, него... Така, и се добива Игор впечаток дека еден вистински джентълмен господин пред се грижи за своето здравје, не чувствува никаков срам, ниту пак прегледите ги поврзува со машкоста. Така, додека сме кај учеството, мене тука ме интересира. Еве јас, реков ти има посебен дрес-код, ќе дојдам, ќе оземам сакото од матура, па или уште ме собира, не знам, ќе видиме. Еве, ја немам мотоцикл. Јас сум подготвена, дури да имам и своите мустаки. Да, но ако дојдам со точакот, дали ќе можам да учествувам иако немам мотор? Па во секој случај, значи, па не, имаме имаме на самите настани имаме секогаш гости кои што нели немаат соодветни возила, меѓутоа сакаат да бидат дел од настанот и ние нормално со драго срце ги прифаќаме во нели не мора да се вози, меѓутоа може да се земе учество, да се помогне во организација на настанот или едноставно да се биде гостин на самиот настан и да се види настанот, да со тоа и нели покрај сакото од матура дадеме повод и за луѓето, односно мажите кои што се засегнати од тематиката, односно од ракот на простата, да ги поттикнеме да не се чувства засрамени. Така, јас се ви додека сме со Игор, ќе си дозволам секако да ги подсетам гледачите, додека ни трае разговорот, кој е заинтересиран може да ни се јави на 023076677 и отворено без срам, онака джентълменски да проговориме во време трајање од 120 секунди на темата машко здравје, бидејќи целиот месец ноември е посветен токму на вас, драги мажи, и вашето здравје. Зборуваме и за превенирање, односно рано откривање на ракот на простатата. Игор, се разбира во месец ноември, вие никако нешто порано оваа година и два настани направивте за да го одбележите и да не подготвите за месец ноември. Но дали ве планирате да направите уште некаков настан кој што токму ќе се случува во месец ноември? Па вака, во делот во кој што официјалните настани се подготвуваат, тоа е Distinguished Gentleman's Ride и Distinguished Gentleman's Drive, тие се два фиксни датуми одредени од централната организација и тие не се предмет на менување на датумот и се одбрани специфично да бидат практично, односно се прилагодени да бидат достапни до сите држави или повеќето држави во светот, односно да се запази нели тој пролетно-есенски, да кажеме, дел каде што нема премногу ниски температури во одредени хемисфери, нели северната хемисфера е лето, доле е зима и обратно, па за тоа се одбраните датуми, меѓутоа ние како мотоциклистички и олтаймер клуб
имаме активности кои што текот на целата година се случуваат. Благодарам многу што одвоивте време. Ни го разубавивте и студиото со вашите инсети, секако го разубавувате и градот, испраќате мокна порака да се сочува машкото здравје. Се гледаме во некоја друга прилика и секако на терен кога ќе се случува уште едно джентлменско возење. А драги наши, ние ќе возиме низ рекламите. А како што бараме ние да сте активни на социјалните мрежи, вие го исполнувате тоа, па сега заедно да видиме што сте коментирали околу темата. Имаме прв коментар од Ели Илиевска. Одењето на лекар за многу мажи значи да се признае дека се навистина слаби, а воспитани се дека мажот не смее да покажа слабост, инаку не е вистински маж. Обидувањето дека мора да оди на лекар најчесто е контрадиктивно, па затоа треба да се користат разни трикови. Кои и какви трикови? Инбокс. Така или ќе ви открие во инбокс, а јас секако ќе ве посетам да испраќате вашите од сега па натаму фотографии со вашите најдобри, најубави, убаво почичани мустаки, а сето тоа се разбира ќе биде на мониторинг, ќе видиме колку лајкувања и шерувања ќе имаат тие фотографии, се разбира фотографијата која што ќе биде избрана на крај месец ноември. Секако тој што е испраќа ќе биде награден. Така да бидете оригинални. Така да не се срамете, ги очекуваме тие слики. Сакате ли јас да почнам прв? Ја прв ќе ставам некоја слика, па вие после мене. Идеме на вториот коментар, да не речете не сме читале коментари. Вториот коментар е од Игор Јанковски. Одењето на лекар ние мажите ни е многу важно и треба да се грижиме. И нека ни е честит месец ноември, ден на машкото здравје. Кога зборуваме за машкото здравје, податоците и бројките се застрашувачки. Интересно е дека 243 лица починале од рак на простата во земјава во изминатата година, од кои најмладиот имал само 45 години. Постојат и бројни ризик фактори зошто всушност се појавува ова болест и тоа кај популација, замислете, од 15 до 35 години. Се спомнува дури и фамилиарната историја, која доста често има позитивна фамилиарна амнеза. Интересно да се спомнат и генетските мутации, секако навиките кои што ги стекнуваме во текот на животот, а тоа се пред се лошите навики, како што се пушењето, како ризик фактор број 1, па дури и начинот на исхрана. Воспалителните болести на простатата можат исто така да бидат индикатор да се појави ракот, а сексуално и преносливите болести, што значи и начинот и стилот на сексуалниот живот на поединецот е огромен ризик фактор кога станува збор за канцер на простата и пред се канцер на тестиси. Така, гледаш дека ти ова сега го спомна, во меѓувреме во истиот момент имаме нов коментар од Петар Никола Арманов и сега ти што кажа. Ја ќе го скратам. Покрај сите причини кои машкиот пол има проблем со простатата, со позната функција во медицината, една од најголемите причини за проблемите е со нередовниот сексуален однос, како и неправилното водење. Гледаш? Исто, значи во ист момент. Тоа е исто факт да си знаете вие за уидна како сега ја што си дознав. Секако нешто подосна, а веќе и гледаме дека го имаме на Zoom. Господин доктор Горан Јовик, врвен хирург уролог, кој што многу повеќе ќе открие како всушност да се заштитат мажите и да го превенираат она што може да им се случи, а тоа не навремено откривање и се разбира канцер на простата и тестиси. Добар ден и добре ни дојдовте во Црвена линија. Здрав. Добар ден, ви благодарам на поканата. А сега и правиот месец, месец ноември, подсетник на машкото здравје. Дали се слушаме? Да. Одлично се слушаме. Еве на самиот почеток, првото прашање ќе биде врзано за фрапантните бројки на починати од карцином на простата и тестиси. Карциномот на тестиси во Македонија дури бележи и рекорден пораст. Многу често се јавува и кај млади мажи од 18 до 35 годишна возраст. Според вас, како можат мажите да се само прегледаат? И секако имаме уште едно подпрашање, а тоа е дека по само прегледот
кој е најчестиот симптом кој што мажите треба да го регистрираат, секако препознат, по кој што и треба веднаш да се јават на лекар? Па пред се сега да почнеме прво за туморите на тестисите. Зошто е во порас овие години? Ја мислам дека е сега проблемот ковид инфекцијата. Пособа посетеност на лекар, нели, страф од зараза, седење дома, така да се одложуваат овие прегледи, редовните прегледи кои би требало да се прават, барем ако не еднаш годишно, но тука пред се друго доаѓа во и друго, срамот. Затоа што туморите на тестиси во главно, вие веќе кажавте, али во главно одат кај младата популација. Од таа страна стварно не ми е јасно зошто избегаваат младите да дојдат на еден обичен рутински преглед кај уролог. Но би сугерирал, еве сега е, нели, подсетник месец ноември, подсетник на машкото здравје, би сугерирал до помладата популација. Многу е лесно само преглед на тестисите, што би требало да ги упати младите да се јават на лекар. Некоја неравнина на тестисот, чворче, форма на зрно, чвор, било каква неравнина на тестисот, они би требало веќе да се јават на лекар, каде ќе се погледне, ќе се направи, нели, еден рутински преглед со помош и помошна утра, звук, и со тоа и веќе ќе се доближиме до диагнозата. Да, и сега ние знаеме дека е многу важно, но колку е важно раното откривање на симптомите и одење на редовен преглед? Ако сега, пошто затоа што зборуваме за туморите на тестисите, многу е битно рано откривање на болеста. Бидејќи рано откривање на овој тип на карцином на тестиси е 100% излечива болест. Но веќе ако ни отиде во некоја фаза, премине на лимфни јазли, отиде надворот, нели, и ја изгубиме контролата на болеста, тогаш е веќе доста. Затоа е многу битно и повторно апелирам воопшто до помладата популација да го тргнат, да го остават срамот дома и при секоја оваква, да кажеме, само напипување или било чисто само да постои стомнеш, да се јават на преглед. Буквално, еве, го дадовте и одговорот на следното прашање. Сакавме да чуеме, но еве веќе ни одговоривте дека процентот на излекувани случаи е огромен, доколку дури и над 90%, доколку навремено се детектира било каква промена. Зошто, дали ги гледате проблемите и во овој срам, неажурност околу целото ова, во воспитувањето, да речеме, дали веќе во домот при воспитувањето, одгојот на своите деца треба постојано да се создава една атмосфера на тоа да имаат самосвест, па кога ќе дојдат во годините од 15 веќе да секогаш имаат детекција на тоа што им се случува, да го регистрираат тоа што им се случува на телото. Да, точно, тоа е точно. Ви имате право за ова целото. Затоа што не е само и домашното воспитување. Многу е битно и подсетникот. Добро е ова сега со овој месец ноември, мувембар, подсетник на машкото здравје. Ова треба почесто и по медиумите да оди и така, за да едноставно и преку ова се тргне срамот кај помладата популација, да редовно се јавуваат на лекар. Бидејќи, видите, ако е во прашање мотор, скутер, автомобил, тогаш редовно се носи на
редовен сервис и така, а кога ќе дојде за собственото здравје, тогаш едноставно се повлекуваат и нигде ги нема. Така, сега мал се отидеме кај постарите мажи. Малигните заболувања на простатата се помеѓу најчестите кај мажите над 65 години. Дали постојат симптоми и зошто е важно на време на посета на лекар сега кај постарите? Точно, јас само малку ќе ве исправам, значи Слободно. не е над 65 години, оваа граница ни се помести и веќе зборуваме за негде околу 45-та година во животот. Затоа и е препорачливо да после 45-та година во животот секој маж се подвргне еднаш годишно на еден рутински преглед. Одма да кажем, да го опишам прегледот, по што се состои прегледот, за да не мислат пациентите дека е тоа нешто страшно и дека кој знае што ќе им се случи тука. Значи, доаѓа пациентот едноставно обичен разговор, се една биохемиска лабораторија со проверка на туморскиот маркер, простатично специфичниот антиген и еден ехо преглед. Во главном во тоа се состои еден рутински преглед кој отприлика трае некаде некои си 20 до 30 минути. Значи вреди да човек еднаш годишно одвои 30 минути за рана превенција и рано откривање на карциномот на простата. Зборуваме за машкоста. Мажите самите знаете, машкоста ја врзуваат како нормално со она за што зборуваме, нели? Но интересно е дека кога станува збор еве вака за самосвест за одење на доктор, тука некако воопшто како и да нема машкост. И интересно е дека машкоста најчесто ја идентификуваат со својот, сега ќе си дозволам да кажам, сексуален лајфстайл, односно менување партнери или колку повеќе партнери, поактивни, поголеми мажи, но еве имавме и коментар на нашата страница, па сега би си дозволила да прашам колку всушност сексуалните односи играат огромна улога во појавата на канцерот на тестиси, простата и така натаму. Така, не би можел ова да го поврзам, да го поврзам со појавата на канцерот на простата или на канцерот на тестиси, но во секој случај би го поврзал она промискуитетот, промената на партнерките и така незаштитен сексуален однос, чести и полови инфекции може да допринесе да кажеме процентот се зголеми од ризикот од добивање на карцином на простата. Значи, затоа и од това страна и тука е апелот редовни контроли, после незаштитен сексуален однос со непозната партнерка, исто така се советува една микробиолошка анализа. Така да од таа страна е исто апел до пациентите. Сега мислам дека они тоа е веќе во последно време е свесно зголемно од таа страна, едноставно заштитен сексуален однос. Еве Тео, можеш, интересно е, заедно гуглавме, истражувавме, па да открие дека на интернет буквално има на се и интернет сешто. има се и се што. Дали постои диета со која се намалува ризикот од рак на тестисите и на рак простатата? Дали некој вид исхрана на диета постои се до тоа да помогне? Не, да ви кажам, тоа по некоја статистика еве се верува дека во земјите каде што имаме најголем процент на карцином на простата, а тоа е негде во Централна Европа, се верува дека таму е зголемена исхраната со пушени производи, така да и тоа се рачуна за канцерогено. Но се тоа е ипак ова само една теорија, да кажем.
Епа еве, на крајот на овој разговор можеме заеднички и заедно да заклучиме дека предвременото откривање може би најдобриот лек, односно она што го велат нели старите, подобро да се спречи отколку да се лечи. Еднаш годишно, барем еднаш годишно, секако и домашните самопрегледи може да превенираат вакви болести. Благодарам што одвоивте време. Се надевам дека ќе останете со Телма, а доколку не и сте во ординација, ви посакуваме успешен ден со своите пациенти. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата, поздрав. Чао, чао. А ние секако во продолжение да подсетиме дека на 0230766777 ве очекуваме да се јавите во Црвена линија, ноември е месец на машкото здравје, еве вака имам маж до мене, така да Здрав, прав. ако веќе на балконот мажите се срамежливи и не се одлучуваат на преглед, односно едноставно занемаруваат, тогаш ајде да покажеме и докажеме дека да се вклучите во Црвена линија секако не е ништо страшно, туку и пожелно. 120 секунди секако за секој гледач и 6 линии постојано активни само за вас. Тео, дали има некој плюс коментар? Драго ми е дека и на Facebook ве има. Имаме порака од Драгша Николовска. Пораката е многува. Многу ми се допаѓа брата на докторот, специјалист, кој моментално ви е гост во емисијата. Предлагам да конкурира за најубава брада. Ќе му предложиме, ќе му кажеме. Подсетување дека и утре ќе имаме една интересна тема. Темата е што ќе одберат општинските советници. Законот за локална самоуправа или уставот? Дали ќе се откажат од паушалите? Токму така и не заборавајте, Црвена линија, си знаете, има нов термин, секој работен ден од 16:40 часот. Подсетите ги да испраќаат фотографии. Да, нема сте заборавиле. Значи, пратете најоригинална слика од вашиот брк. Знаете, таа со навеќе лајкови, шерови, коментари, ќе добие награда. И ја ќе конкурирам во неа. А по минутите на Црвена линија следуваат и највкусните минути на Телма. Готвиме со Маја. Не пропуштајте веднаш по Црвена линија. Довидување.